Дејан, најпрво би сакал да започнам со тебе оваа изутрена. Денеска во Македонија имаме ден на жалост. Жртвите се бројат, информациите кои што доаѓаат од светските медиуми во однос на настраданите и оние кои што ги загубија најмилите, меѓуто и животите во Турција и Сирија се искачи на фрапантни 30 и неколку илјади. 38 по правило, но се менуваат од час во час, се стравува дека ќе има најмалку уште толку жртви, се разбира, тоа е шпекулација, но според она што спасувачите го прават, бевме сведоци изминатите денови на правење на херојски потези и подвизи на спасувачките екипи, каде што се вадеа луѓе и по 72 и по 100 часови од подурнатините. Видовме дека и македонскиот тим успеа да извлече живо дете и успеа и од Балканот, од Република Српска, ми се чини, и од Србија. Значи, повторно ќе го кажам, она за жал, мислам за среќа, луѓето некако повторно се враќа човештината и хуманоста кога се однесуваат катастрофите. За жал мора катастрофа да се случи, па тогаш да ги видиме луѓето дека всушност се многу сплотени и блиски за да си помогнат еден на друг. Тоа е голема трагедија. Таму Турција се најде на место на севкупната светска, би рекол, помош. Над 99 држави помагаат, се имаат спасувачки тимови, но она што за жал не е така е соседна Сирија, која е на ивица на ресурси да ги извлекува луѓето, поради што многумина сметаат дека поради таа политика и таа затвореност на сириската држава, санкциите кои ги имаат од надвор, бидејќи не може да пристигне помошта, многу од затрупаните не успеаат да преживеат, за разлика од Турција, кои навремено беа на некој начин извлечени. Велам, политиката сегде се меша, па и тука, и покрај на момент симнувањето на санкциите кон Сирија, каде што можеше да се упади хуманитарна помош од страна на САД, беше премалку два дена беа тоа, повторно се санкциите и таму во Сирија се случува буквално катастрофа. Ќе видиме што ќе се, како ќе се движат понатаму работите. Она што можеме во Турција да го видиме од друга страна е на голема хуманост, тргање на политиката на страна, дојде до таму да и грчкиот министер за надворешни работи, земјата која со Турција е се само непријател, за жал, дојде лично да се увери и да помогне околу во помош на излекувањето на затрупаните, но и повредените. Така да ова што се случува со Турција можеби и задно предупредување до нас и до човештвото дека хуманоста мора да постои независно дали политички стоиме добро или не стоиме добро, но од друга страна, еве, тоа го коментирам, едноставно го повторувам, природните катастрофи не прават да бидеме сплотени, да бидеме хумани, но оно што зависи од нас, за жал, тоа се војните, тука не го покажуваме тоа. Поќе јасно дека солидарноста некако го смени ликот, бар овие неколку денови во светот, додека се случуваат овие земјотреси и овие слики трогателни кои што ги гледаме на медиумите. Меѓутоа, овде сакам да те запрашам, Дејан, за една подругачија слика која што успеав да ја приметам изминатиот викенд во однос на дезинформациите и лажните вести кои што доаѓаат и во овие моменти од Турција и од Сирија. Имено на социјалните мрежи излегува некои видеа со цунами, со браној, меѓутоа и монтирани земјотреси од други точки во светот, каде што се пушта во некаква пропаганда за некакви цели и се сценираше дека се уште се тресе тлото во Турција. Која е поентата во вакви чувствителни ситуации да имаме дезинформации и лажни вести, видеа и многу работи. Први ја видовме едната страна, ја зборувавме, таа е хуманоста, сега да ја свртиме другата страна, видовме дека има многу уапсени луѓе кои поради X причини имале одговорност за лошите градби. Имаме голем број уапсени на луѓе кои плячкосувале низ. Не има секакви на светот, луѓето се различни, некои се добри, некои се лоши. Еве, плячкосуваат низ разурнатите места, влегуваат во станови, крадат. Турската полиција гледам дека не ги
не им простува, ги апси и тие ќе имаат големи затворски казни. Што се однесува до информационата војна, таа трае и не мора само да сте во војна за да имате информациона војна. Јас и ти тоа добро го знаеме, бидејќи се занимаваме со новинарство, неодговорноста на социјалните медиуми, на социјалните мрежи, на одделни луѓе, што им е за задача. Мислам дека има многу неодговорност и мислам дека овие социјални медиуми кои се во глобални рамки, кои се буквално може да дојдат до секој дом на светот, треба малце поголема цензура да стават, а не да стават цензури само на политички говори. Значи и овде би требало, ние сепак живееме во една држава која е далеко од тие фејсбуци, твитери и останото, можеме да влијаеме како медиум, како слободен печат или утрински печат, но мислам дека и раководствата на Фејсбук и на Твитер и на Инстаграм и не знам веќе на кои треба малце поголеми цензури да стават, бидејќи се дезинформира јавноста, а кога е војна и кога е воредна состојба и кога е ваква хуманитарна катастрофа, сепак треба да се воведат воредни мерки, а воредни мерки се секако и контрола на информациите, бидејќи понекогаш цензурата не е само негативна, туку и позитивна работа. Ако има цензура и добро се чистат тие информации, нема да дојде до дезинформација. Може би си во право ќе видиме што ќе донесе периодот што следи во однос нели на овие политики или како да ги наречеме лажни вести, идеологии за некакви цели да се извртува вистината за земјотресот во Сирија и во Турција. Овдека некаде би сакал да те запрашам и за она што се случува надвор од границите на Турција и надвор од оваа главна вест, која што неколку дена во светската јавност, па и во домашната, е во фокусот на вниманието. Што имаме надвор подалеку од планетата Земја. Имаме прв пат од кога јас се занимавам со новинарство, а тоа е многу години, и прв пат од кога гледам воопшто медиуми, да има можност, малку се насмевнав, бидејќи дојде време да се шпекулира во јавноста дали не посетуваат вонземјани или не посетуваат вонземјани, дали се работи за непријателска држава или непријателска цивилизација. Изминативе 4 дена, 3 пати до сега, американското воено воздухопловство урива неидентификувани летечки објекти, опишани како осмоаголни летала, кои според медиумите не знаеме што знаат во Пентагон. Се зачести овие нарушување на воздушниот простор? Нарушување на воздушен простор на САД и на Канада. Повторно ги кажам, 3 за 4 дена, кое остава сомнешка и некои од скептиците дека се работи можеби за кинески летала, други велат дека можеби се руски летала, наши не се сигурно, нели? Морам да се пошегувам така, но мене ми е чудно целата оваа приказна, бидејќи Соединетите Американски држави не излегува да обвинат некого, туку буквално не знаат за што се работи, зборувам официјално. Ова е прв пат, извини што ќе те прекинам, прв пат Соединетите Американски држави да се справуваат со некакви... Да не знаат кој им го нарушил воздушниот простор, први им го наруша. Објекти на нивно тло или во нивниот воздушен простор, да немаат соопштенија, ниту па информација за што точно станува збор. И да не обвинат никого, бидејќи обично се знае. Сега ова доаѓа како резултат на оние настани кои беа минатата недела, кои исто така ги коментиравме, тоа беа оние така наречени метеоролошки балони, кои беа кинески. И сега, добро, можеме тоа да го разбереме, балоните биле шпиунски, не биле шпиунски, имаше обвинување помеѓу Вашингтон и Пекинг и се нарушија и онака лоши и онака слабите дипломатски односи меѓу овие две држави. Но ова сега што следува е нешто друго. Кинезите признаа дека се нивни балони, само не признаваа дека се шпиунски, туку тврдеа дека се метеоролошки и дека поради климатските промени се тргнале од путањата, од патоказот каде што оделе и отишле над Соединетите Американски држави. Ова е нешто друго, или барем некој сака да не го прикаже дека е нешто друго, а тоа е осмоаголни летала кои за сега не се според Пентагон видени до сега. Употребено е американското воено воздухопловство, има дури и снимки на социјалните мрежи како ги уриваат тие летечки објекти. Не знаеме, јас од утринава цело време следам да имам дали има нешто барем
што би можеле плюс да кажеме. Лично сум скептик дека се работи за вонземјани, лично велам, но тоа не значи дека сум и во право. Мене се ми се чини дека ова уште е една од некои промени во светот каде што нешто треба да се наметне. Имаме војна во Украина, повторно ќе кажам, во контекстот кога имате една војна или влез во една поголем воен судир, се може да се случува. Јас ќе потсетам 1999-та кога беше бомбардирањето на соседна Србија и Црна Гора, тогаш наречена СРЈ. Само 2 години претходно бев новинар и одев да снимам некакви неидентификувани летечки објекти кои слетува на рек Битола или не знам каде, за после 2 години да укапираме дека тоа се оние нови стелтови. Повторно ќе кажам, не знам што знае Пентагон и што сака да каже во јавноста. Може би се некои нови летала кои до сега немаме информации на кинеската, на јапонската, на руската или не знам која армија. Но ајде да идам до крај да кажам, а може би и дојде време да не посетат вонземјани, но доколку е така, се поставува прашањето дали планетава Земја ќе биде обединета, доколку сме нападнати, ќе биде обединета научно или повторно ќе биде разделена, па ќе видиме што ќе се случува. Новинарски речено, ни една цивилизација и планета до сега не ја презеде одговорноста за овие летички објекти. Меѓутоа, повеќе од јасно дека е сериозна работата и состојбата во воздухот на САД и на Канада, бидејќи, како што пред малку напомена, американската, меѓутоа и канадската авиација вчера во изминатите 24 часа на неколку пати крена своето воздухопловство, меѓу кои беше и според она од медиумите што пласирани како информации и специјалниот авион АВАКС за наблюдување на воздушниот простор. Имаат, повторно ќе кажам, 3 симнувања, 3 уривања за 4 дена е многу. Ако некој во нашиот овој свет има развиено воздухопловство, тоа се секако Соединетите Американски држави. Се разбира и Русија, и до сега изминатиот период овие две држави или овие две суперсили секогаш соработувале кога се однесува до вселенската програма. Имаме војна. Не знаеме дали е можеби ова се тие вселенски сили на една или на друга држава. Исто така Пентагон ќе очекуваме утекот на денот или утекот на овие денови да ни објасни дали е ова овоземска или вонземска работа. Не идентификувани се за сега, барем официјално, но јас верувам дека експертите во Пентагон знаат за што се работи. А доколку не знаат, ќе мора да не информираат дека не знаат, па потоа ќе анализираме, но едно знам, ниту ја, ниту некој мој колега во светот ќе може нешто да анализира повеќе од ова, бидејќи никој нема искуство со овакви работи. Ќе видиме, како што напомена, ќе покаже времето денеска информациите што ќе дојдат од САД за што точно станува збор. И дали можеби ќе продолжи динамиката на нови летала. За сега тие сите летала се исти осмоаголни, но дали ќе почнат и различни да летаат, тоа ќе видиме. Ќе видиме. Во однос на случувањата во Украина, што можеме да издвоиме од она што се случуваше викендов? Имаме ли некакви поместувања на бојното поле? Украина ми се чини до сега најсилна динамика на војна. Руските сили се обидуваат да го заземат Бахмут, се уште се тоа улични борби. Има многу жртви, има многу повредени. Ми се чини дека се случува вистински хаос. Таму толку е хаос што и овие информации кои ги гледавме некако почнуваат да бидат воздржани, бидејќи веќе и нема поента да се не е вест дека војуваат, туку ќе биде вест ако дојде до некаков прекин на огнот, но еве ме демантира утринава украинските представници пред се министерот за надворешни работи Кулеба кој изјави, украинскиот министер кој изјави дека воопшто не се размислува за никакво примирие, туку се случува следно, русите се во офанзива, а украинците се подготвуваат за контраофанзива. Контраофанзивата, јас неколку пати зборав, украинците сакаат да изведат од 30 до 70.000 војници кај Северск, да се пробијат кон Крим, да го исечат коридорот и така да влезат
на Крим и да ги исачат руските трупи кои се нели долж линијата на фронтот, но чекаат тенковите да почнат да пристигаат и чекаат фамозната авиација која Зеленски минатата недела секојдневно ја бараше од страна на НАТО, а НАТО и западните земји се уште се некако воздржани и не барем јавно не кажуваат дека ќе ги испорачат тие воздушни сили. А јасно е дека доколку правите силна копнена офанзива мора да имате поддршка од воздух. Што ќе биде не знам, знам само дека има голем број на жртви и она пред малку што го искоментиравме, исто како и земјотресот каде што се покажа голема хуманост и сплотеност на луѓето во војнава, нема ниту хуманост, ниту сплотеност, ниту па ниедна од страните не сака воопшто ни да го каже зборот мир, да запрат воените действија и потоа да дојде до преговори. Она што исто јасно е дека за недела дена ќе биде точно година дена од војната, се извинам, од руската војна интервенција врз Украина. Многумина сметаат дека целта на Путин е целосно со заземањето на Бахмут да го освои Донецкиот регион и така на годишнината да излезе и да прикаже нешто на јавноста дека овие година дена не биле залудни жртвите и парите кои ги потрошила Русија за оваа војна. Се надевам дека за годишнината од руската агресија врз Украина ќе направиме некоја поопсежна анализа и ќе можеме да направиме некаков пресек на случувањата, се што имавме во изминатите 365 дена на боиштата во Украина.